До сега се направени околу 300 модерни контроли во овој дел, при што можам да кажам дека имаме задоволувачки резултати од страна на операторите со храна, дека до сега се пронајдени и одземени, значи отстранети околу 300 яјца, што е многу мала бројка, и проверките пред се однесуваат во делот на значи означувањето на яјцата, рокот на траењето на яјцата, пакувањето, складирањето и дистрибуцијата на яјцата. Знаеме дека овој период се конзумира голем број на яјца и не би сакале нормално да ги доведеме граѓаните во некоја непријатна ситуација од небезбедни производи. Ете така, токму затоа и да ја спречиме таа непријатна ситуација до сите граѓани. Верувам дека домаќинствата се снабдени со повеќе храна отколку што треба во овој престоен празник. Јајцата кога се во прашање, вапцаните јајца, оние кои што се веќе обоени, колку им е рокот на траење? Значи рокот на траење зависи од многу фактори. Пред се при варењето на яјцата внатре содржината е доста безбедна, да не речам на некој начин и стерилна, бидејќи е обвиена и со лушпата и со обвивката внатрешна, но сепак и варените и вапцани јајца не треба да се конзумираат подолго од неколку дена за безбедност на самите потрошувачи, бидејќи може не може да се каже, бидејќи зависи дали самото јајце е оштетено, дали лушпата, не можеме да знаеме значи дали е лушпата оштетена, доколку е оштетена, тогаш рокот на траење би бил неколку дена. Да, бидејќи подоцна ќе дојде до расипување на јајцето, исто така препорачливо е да се чуваат во фриждер вапцаните јајца доколку не се конзумираат веднаш, така да неколку дена од вапцањето е препорачливо да се чуваат и да се конзумираат во рокот, да речам, 4 до 5 дена,